Во густа букова и борова шума на околу 1600 метри надморска височина ќе продолжи рехабилитацијата на дел од повредените во дискотеката Пулс. На планината Пониква во одмаралиштето на МВР, тим на лекари ќе се грижат и ќе обезбедат здравствена нега, но и ќе пружат психолошка поддршка на повредените. Се финализираат подготовките во полициското одмаралиште на Пониква, каде треба да се рехабилитираат повредените млади луѓе во дискотеката Пулс. Според најавите, пациентите треба да пристигнат во четврток. Одмаралиштето на Пониква располага со 56 кревети. Собите целосно се реновирани и обновени. Се подготвува сала за вежби. Извршена е дератизација, дезинсекција и дезинфекција на објектот. Обновени се спортските терени, а обезбедени се и друштвени игри и спортски помагала, со кои младите луѓе ќе може да ја јакнат својата моторика. Овде на Пониква ќе се рехабилитираат пациенти кои се веќе стабилни, но кај кои постои реална потреба за понатамошни третмани се со цел да се намалат последиците од изгорениците. Ќе се направи план пациентите да бидат распоредени во неколку групи и на тој начин ќе се овозможи персонализиран пристап. На малку на поинаков начин ќе обуват физикалната терапија, затоа што предвидена и работна терапија да се уклучи и различни типови на вежби за закнување на целокупната мускулатура, не само на мускулатурата која што е погодена со изгореници, туку на комплет целокупната мускулатура, затоа што голем број од нив поминале голем дел од нив поминале долго време во болница на иста позиција и треба да се зајакне комплетната мускулатура. Во моментот 45 мина се рехабилитираат во Кочанската болница, а 7 мина во Штипската физикална терапија. Иако лекувањето е долго, пациентите успешно заздравуваат. Покрај физикалната терапија која што се на делот со изгорениците, исто така имаме респираторни вежби, бидејќи голем дел од нив исто така имале проблеми со дишните патишта. Така да во однос на нивната состојба, значи ние работиме активно моментално на лузните, значи на нивните лузни да не прогредираат, значи да не хипертрофираат, да растат. Вчера во Кочанската болница пристигна првата пратка компресивна облека. 58 парчиња изработени во Германија преку донација ја обезбеди граѓанската иницијатива Сапорт Кочани.